Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Во САД е извршена смртна казна со стрелање. Ова е трет пат од 1976 да се примени ваков метод. Деталите во првиот блок вести од нашава емисија. Останете со нас. Американскиот председател Барак Обама во писмо ја поттикнува групата од 20 нации да не дозволи глобалното економско опоравување да застои заради растичките поделби. Групата се состанува следната недела во Торонто. Стрелачка единица во западната американска држава Јута го погуби осудениот убиец Рони Ли Гарднер. Казната е извршена со врзување на Гарднер за столица со покриена глава и мета на градите. Потоа 5 мина доброволци пукале, а еден од нив имал ќорци, оставајќи место за сомнеш кој го истрелал смртоносниот куршум. Лос Анджелес Лейкерс ги победија Бостон Селтикс со 83-79, со што ја добија втората последователна титула на шампионатот на Националната кошаркарска асоциација. Лейкерси сега се само со една победа зад Селтикс со 16, а Коби Брајант ја доби титулата за највреден играч на финалето на NBA втора поред сезона. Во недела е Светски ден на бегалците. Фокусот на годинешно одбележување на денот е на луѓето без држава. Тоа се оние кои од различни причини немаат државјанство. Неодамна во Конгресот беше представен предлог закон што би овозможил 4000 жители без државјанство да добијат траен легален статус во САД. Но што значи да се биде лице без држава? Ке чуеме од самите нив. Тоа се луѓе без пасош, без собственост, без право на глас. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации ги нарекува лица без држава. Неодамна за нив се говореше на распит во Конгресот. Дан Гликман е председател на организацијата Refugees International. Проценката е дека околу 12 милиони во светот немаат никакво државјанство. Тоа е екзистенцијална ноќна мора. Сенаторите разгледуваа ситуацијата на 4000 луѓе без државјанство кои легално живеат во САД. Новиот закон, акт за заштита на бегалците од 2010 ќе им овозможи да се пријават за постојан легален престој во САД по брза постапка. Татјана Лесникова живее легално во САД веќе 18 години. Родена во Сибир, се преселила во Украина пред да дојде во САД. Кога се распаднал Советскиот сојуз, останала без државјанство. Говори какво е чувството да се живее така. Тоа значи дека си никој, без никакви права, се жали Татјана. Има два сина. Едниот е со неа, а се надева другиот да го донесе во САД. Ако не добијам државјанство, тоа значи дека никогаш не ќе можам да го видам синот. Експертите велат дека бегалците без државјанство не се проблем само во САД, туку и во десетина земји со бројно население во Африка и во Азија. Во време кога се создаваат или распаѓаат земји, голем број на луѓе се оставени сами на себе. Да се биде без државјанство за Татјана Лесникова значи дека може, како и што била, да биде затворена без предупредување. Таа е медицинска сестра, но мора постојано да ја обновува работната дозвола, поради што отсуствува од работа и ризикува да ја загуби. Сепак вели сака да стане американка. Мислам дека само во оваа земја ќе може да застанеме на свој нозе без каква и да е помош. Американците не се познати по способноста да зборуваат странски јазици и напорите да ги научат децата да зборуваат друг јазик често се неефикасни, а понекогаш дури и контроверзни. Сега образовни работници веруваат дека нашле подобар начин да успеат во тоа. Джером Соколовски од Гласот на Америка посети едно двојазично училиште во Вашингтон. Во основното училиште во Центервил, Вирџинија, денот започна прилично нормално, како во секој друго училиште во САД, освен што во некои класови се зборува само шпански. Дури за време на рецитирањето на патриотската заклетва со која започнува секој училишен ден во Америка. Ова е второ оделение, каде учениците учат основни предмети, како јазик и математика, но комплетно на шпански. Подоцна во денот тие ќе се префрлат само на англиски. Ова е метод познат како двојна концентрација, чии поддржувачи велат дека се покажал многу успешен.
Мира Олмеда предавала во незиното родно Пуерто Рико. Во незиниот клас овде, половина од децата се од семејства кои дома зборуваат шпански, а другата половина говорат англиски. И што се случува кога овие две групи се здружат, учат заедно и еден од друг? Тоа е прекрасна работа. А овде со тоа почнуваат рано. Овие програми се хит. Последнава деценија стотици училишта во земјата ги прифатија. Но критичарите се уште не се убедени дека ќе успеат. Нивниот аргумент е дека во минатото двојазичното образование ги обезхрабрило учениците од јужноамериканско потекло да научат англиски. Кейси Мекалпин е директор на група што е проанглиска. Искуството не направи да сме скептични, зашто тоа звучи убаво, но во реалноста е поинаку. Сепак, програмите за двојна концентрација се шират низ главниот град и во целата земја. Десетина училишта ги имаат не само на шпански, туку и на француски, германски и јапонски. Некои од овие деца се во програмата од градинка. Моите родители мислат дека е добро за мене да знам повеќе јазици. Сакам да учам шпански, зашто сакам да знам други јазици. Не е како учење, повеќе е како да сте во средина каде секој зборува шпански. Лесно прифаќа. Во САД децата не учат странски јазици како во други држави, но овие програми се за оние училишта во кои се верува дека повеќе јазичноста на децата ќе им отвори повеќе врати. Во САД и во Вашингтон особено има многу бездомници. Бездомништвото е често поврзано со недостиг на храна, а во нашата наредна емисија ќе ви донесеме едно од решенијата за овој проблем. Во понеделник во Newsflash, со храна против бездомништвото. За идејата на еден човек од Вашингтон, гледајте во следната емисија на Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnoamerika.com. Пријатна вечер.